Невладините здруженија кои се ангажирани во решавањето на прашањата за ромската заедница ќе имаат поддршката од локалната самоуправа, зашто само преку заедничко работење е можно да се постигнат подобри резултати, што е во интерес и на општината и на граѓаните како поединци. Ова, меѓу другото, беше истакнато на приемот што градоначалникот Николчо Илиев го приреди за представниците на ромските граѓански здруженија, а по повод одбележувањето на 8 април, светскиот ден на ромите. Според него, со изготвувањето на акциониот план на локално ниво, што се однесува за периодот до 2022 година, ќе се потенцираат главните проблеми и активностите што треба да се преземат за да се постигне што подобра интеграција на ромската заедница кај нас. Општина Кочани, нагласи Илиев, е заинтересирана да им помогне на сите своји граѓани, без разлика на етничката, верската или каква била друга припадност. При тоа важна улога има невладиниот сектор, зашто неопходна е координација и заедничко дејствување. На средбата беа истакнати и одделни прашања во врска со интегрирањето на младите роми во системот на образованието од предучилишна и училишна возраст. Потоа проблемите со домувањето и социјалната заштита, изградбата на комуналната инфраструктура и улиците, како и за заштитата на животната средина и обезбедување по високо ниво на хигиена, посебно во населбите каде што живеат роми. Представниците на ромските невладини здруженија изразија подготвеност да соработуваат со локалната самоуправа, а во знак на благодарност за досегашната поддршка во нивното работење, на градоначалникот Илиев му доделија и пригодна плакета.